Вести на Канал 8. Добар ден. Министерството за здравство е во фаза на распишување огласи за државните специализации, преку кои ќе се овозможат специализации на млади лекари во струки, кои што ќе ги одредат директорите на општите болници во државата. Рече министерот за здравство Венко Филипче при последната посета на општата болница во Кочани. Постепено, но сигурно го решаваме проблемот со недостиг на лекари и специјалисти во болниците низ Македонија, рече министерот за здравство Венко Филипче, кој при посетата на Кочани со директорот на Кочанската општа болница Александар Серафимов разговарали и околу решавање на долгогодишниот проблем со недостиг на лекари и специјалисти во Кочанската болница. Имено станува збор за сериозен проблем кој бара долгорочно решавање. Ние сме во процес во кој што ги распишуваме државните специализации и ќе овозможиме специализации на млади лекари во струки во кои што ќе ги одредат директорот и менаџерскиот тим и тие ќе се распишат веќе на крајот на овој месец. Тоа значи дека ќе започнеме со едукација на млад медицински кадар кој што ќе работи во соодветна струка во болницата во Кочани. Но морам да напоменам дека паралелно на тоа го работиме и концептот на регионализација. А тоа значи дека точно ќе се знае од која специјалност доктори ќе има во Кочанската, а која ќе има во Штипската болница. Ќе има соодветна патека на упатување и тоа ќе го реши проблемот на упатувањето и транспортот на пациентите. Имено точно ќе се знае кој пациент за која патологија, за која болест ќе биде пратен директно во Кочанската болница, таму ќе мора да се третира, а кој ќе биде пратен директно во Скопје. Со тоа ќе се избегне долгото чекање во одредени медицински центри пред пациентите повторно да бидат пратени во Скопје. Така да тоа е концепт кој што го работиме заедно со директорите на клиниките, кои што даваат стратегија за развој на одредена област, заедно со директорите на општите болници во држава. Инаку, недостигот на лекари и специјалисти е проблем со кој Кочанската болница одамна се соочува и кој бара упорност и долгорочно решавање, бидејќи не недостасуваат еден или двајца лекари, туку специјалисти недостигаат во сите области и гранки, заради што пациентите често биваат препраќани за Штип или Скопје. Но со помош и заложба на Министерството за здравство и со распишувањето огласи за специјализанти, постепено но сигурно се решава овој проблем. Превршува јавната набавка за ученички превоз за 3 основни училишта во Кочани. Транспортното предпријатие Соколов од Оризари најповолен понудувач. Според досегашниот тек на јавната набавка, транспортното предпријатие Соколов од Оризари е најповолен понудувач, кој се очекува да го врши бесплатниот превоз на учениците од основните училишта Кирил и Методи и Никола Карев од Кочани, како и Крсте Мисирков од Оризари. На групната делива јавна набавка за бесплатен ученички превоз за трите основни училишта, започната од 16 јули, се пријавиле 3 транспортни предпријатија: Соколов од Оризари, Камчев компани од Зрновци и Автоатом. За оваа јавна набавка Државната комисија за жалби по јавни набавки ја одби како неоснована жалбата поднесена од Автоатом. Врз основа на ваквиот одговор на Комисијата за жалби, Општина Кочани ќе ја продолжи постапката по законски утврден ред, се до донесување на одлука за избор и подпишување на договор, се со цел учениците во најкраток можен рок да почнат да го користат бесплатниот ученички превоз. Превозот ќе се реализира во градот над 2 километри на релации Кочани-Бели, Кочани-Тркање, Кочани-Грдовци и Прибачево-Оризари во двата правца. Договорот е со процената вредност од 2.832.000 денари без ДДВ за време трајање од една учебна година. Градоначалникот Илиев истакна дека превозот доцни поради жалбата на Автоатома, а не по вина на општината. Тој ја истакна заложбата за организирање на училишен превоз по реални пазарни цени. Со тоа, како што вели, тој ќе се намалат трошоците на училиштата, а со заштедата ќе се реализираат проекти што ќе ги подобрат условите за одвивање на наставата. Учениците од Кочани за сега го користат постојаниот линиски превоз за училишни потреби, што е како трошок на товар на општина Кочани, а е според одредбите на усвоените измени на Законот за превоз во патниот сообраќај. Кочани е за европска иднина. Македонија дел од европското семејство, рече на пресконференција Дарко Радевски, председател на општинската организација на СДСМ Кочани. Почитувани граѓани,
Од овде би сакал да ве повикам да ги решириме видиците до таму докаде што ќе достигнат опсег да го гледаме Кочани како европско, а со тоа и Македонија како членка на НАТО и Европската унија. Овој пат пред нас стои сериозен предизвик. Дали да го поддржиме референдумот или не. На што би повикал да се водиме само од едно размислување и еден единствен одговор. Кочани за европска иднина, Македонија дел од европското семејство. Кога веќе ве насочувам на овој одговор, би сакал со вас накратко да споделам дел од придобивките кои ги има Македонија како член на европското семејство, но и Кочани како европски град. Големи директни странски инвестиции, преку кои ќе се отвараат нови работни места, а со самиот тој факт стануваме конкурентна земја, каде што ќе се зголемува растот на платите, ќе се зголемува бруто домашниот производ и извозот. Ќе се зголемуваат фондовите кои Европската унија ќе ги вложува во нашата инфраструктура, а ова ќе значи дека ќе се градат уште повеќе нови патишта, мостови, водоводи, канализација, училишта и градинки. Се со една иста цел за подобар живот за сите, за подобро утре на нашите деца. Ќе се зголемат фондовите на земјоделците, а со ова ќе има пристап до повеќе европски средства за субвенции, механизација за повисок приход, подобар производ, како и пласман со подобри цени. Би сакал да се осврнам на европските фондови за Европска Македонија. Вкупна годишна европска помош за Македонија ќе изнесува 90 милиони евра, односно 260.000 евра дневно. Влегуваме во Унија од 500 милиони потрошувачи или 250 пати поголем пазар од сегашниот. 15 милиона европски пари за земјоделството во Македонија. 15,5 милиона евра годишно за Македонија преку ЕУ програмата за транспорт. Фондови со кои ќе се градат патишта, мостови, железници, тунели и друга инфраструктура. Ова се само дел од одговорите зошто Македонија треба да биде дел од европското семејство. Илустративно, нашиот сосед Република Бугарија со просечна плата од 525 лева во 2007 година, со пристапот кон Европската унија достигна раст од 1045 лева во 2018. Невработеноста во 2017 била 17,2, а денес изнесува 5,3%. Стапката на вработеност кај младите во Хрватска од 26,4, со зачленувањето во Европската унија се зголемува и во 2017 стапката на вработеност кај младите изнесува 43,1%. Ваков раст бележат скоро сите земји членки кои се дел од европското семејство. Почитувани, овој историски момент е поголем од секој нас, од нашите партии, кавги или лични интереси. Да ги оставиме различните убедувања и интереси за момент зад нас и да ја видиме светлината на Европа која не повикува. Сега носиме одговорност како никогаш досега да излеземе гордо и да одлучиме за нашето место во братството на европските народи, во Европската унија и да застанеме рамо до рамо, рамноправни со несилните земји членки на НАТО. Благодарам. И официјално отворена First Lego лигата во Македонија. Во присуство на представници од Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип и од Ротари клубот Кочани Виница, беше официјално отворена Националната лига, со што и официјално започнува правенството во нашата држава и ќе може да се организира надпревар по роботика. Од денеска и официјално отпочна да функционира најавената First Lego лига на Македонија или Националната лига, со што и официјално започнува правенството во нашата држава. Сето ова на свечен начин беше објавено денеска во Средното општинско училиште Гошо Викентиев на состанокот и презентацијата одржана од страна на менторот Гордан Анастасов, на која присуствуваа представници од Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, како и представници од Ротари клубот Кочани Виница, кои што цело време финансиски ги подржуваа учениците за нивните надпреварувања. Ние имавме само еден тим од државата и настапувавме под знамето на Србија. Сега конечно успеавме сета оваа лига да ја донесеме и кај нас и да имаме наше национално правенство, кое што сега за сега е составено од 7 тима, со тенденција да во понатаму да расте. Цјално ја отвараме ова лигата, националната лига кај нас. Сето оно што го започнавме минатата година со Ротари клубот Кочани Виница, со кое што беше само една идеја, стигнавме до реализација на таа идеја со помош огромна на Факултетот Гоце Делчев, бидејќи колку ние вложивме енергија, повеќе без нив не можевме ништо да постигнеме. Национална лига или ФЛЛ правенство
Значи дека ние веќе тоа е започнато. Тоа е започнато ствари почетокот на август, кај нас официјално сега почнуваат. Кај нас за почеток имаме 7 екипи, толку се имаат досега пријавено, се надеваме дека може, бидејќи пријавувањето може уште да се пријават до крајот на септември. Ние ќе имаме едно надпреварување, официјално надпреварување, бидејќи на тоа се стандардите кои што ги налагаат, а целото правенство трае во текот на целата година или кај нас. Правенството ќе биде на 23 февруари 2019 година во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Инаку да подсетиме, учениците од Кочани постигнаа високи резултати на надпреварот по роботика во Белград, каде што освоија прво место, со што понатаму продолжија на надпревар во Адрија Лигата во Словенија, за на крај да постигнат високи резултати и на надпреварот во Америка, што резултираше и со формирање на Фрст Лего Лигата во Македонија. Тоа значи дека сега и во Македонија ќе може да се организира надпревар по роботика, зашто лиценцата за организатор ја доби факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Мене ми е многу мило што започна конечно ФЛЛ надпреварот во Македонија на државно ниво и многу ми е мило што токму факултетот за информатика ја доби лиценцата од словенците за одржување на овој надпревар во следните 2 години. И се започна прво со наша финансиска поддршка на учениците од Кочани претходната година, ама еве оваа година се јавуваме и во улога на организатори и спроведувачи на овој надпревар. Така да на 23 февруари ќе имаат екипите целосна поддршка од нашиот факултет, сите ќе биде од целиот универзитет всушност, сите ќе бидеме вклучени во овој надпревар, бидејќи се треба да функционира како што треба, за да можеме да ја задржиме лиценцата и понатаму. За цело време финансиски учениците беа поддржани од Ротари клубот Кочани Виница, од каде што велат дека со поддршката ќе продолжат и понатаму, а воедно се заблагодарија и на професорот Гордан Анастасов и на Универзитетот Гоце Делчев Штип за соработката, без чија помош не би можело да се постигне ова што е сега. Кабинетот по роботика беше идеја на самото училиште СОУ Гошо Викендиев, меѓутоа средствата и опремата кои беа потребни за да се опреми овој кабинет беа донација од Ротари клуб Кочани Виница. Нашата идеја полека се остварува, значи нашата цел беше покрај тоа што ќе го оформиме кабинетот, тој и да живее. А еве со самото тоа што учениците го постигнаа на државното првенство во Србија, понатаму на првенството во Словенија и на првенството во Америка, а сега и со формирањето на ФЛЛ Лига директно во Македонија се покажува дека нашиот проект бил доста успешен и продолжува и натаму да живее. Партнери во надпреварот и учеството е Словенија и нивниот клуб Супер Главче, кои се претседателни на Адрија Лигата и кои исто така цело време ги поддржуваа нашите ученици. За надпреварот на 23 февруари следната година се пријавени 7 екипи, зашто веќе започнаа интензивно и да се подготвуваат. Следува информацијата од спортот. Планинарите од планинарскиот спортски клуб Осогово викендов учествуваа на 2 големи планинарски маршеви за освојување на врвот Руен на Осоговските планини и највисокиот планински врв во државата Голем Кораб. Представници од планинарски спортскиот клуб Осогово од Кочани викендов учествуваа на 2 планинарски маршеви за освојување на највисокиот врв на Осоговските планини Руен со висина од 2252 метри и највисокиот врв во Македонија Голем Кораб на истоимената планина. Маршот за освојување на врвот Руен беше во организација на планинарскиот клуб Калин Камен од Крива Паланка и истиот започна од местото Тораница близу Крива Паланка. Патеката беше со должина од 9,5 километри и истата планинарите ја совладаа за помалку од 3 часа. На маршот учествуваа и планинари од повеќе планинарски друштва во државата. Малку потешка задача имаат тројца планинари од Осогово, кои по повод Денот на независноста на Македонија учествуваа на големиот планинарски марш за освојување на врвот Голем Кораб. Маршот беше во организација на планинарскиот клуб Кораб од Дебар. По одлични временски услови и без поголеми потешкоти, планинарите успешно го совладаа највисокиот врв во државата.
На маршот учествуваат 2000 планинари од повеќе планинарски друштва од земјава и странство. Инаку голем кораб е највисокиот планински врв во Македонија со висина од 2764 метри и 8ми највисок врв на Балканот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.